Добре дојдовте во отвореното студио на телевизија Нова. Во трката за подобра заработувачки и обезбедување на подобра иднина за децата, родителите забораваат да им го посветат она што им е најпотребно – време. Токму затоа во наредните час и половина посветуваме време за проблемите и предизвиците со кои се соочуваат денешните деца. Гости во студиото на телевизија Нова, учесници во дебатата на тема денешните деца, проблемите и предизвиците со кои се соочуваат се Ангела Маневска од Првата детска амбасада во светот Меѓаши, а воедно и координатор на СОС линијата. Потоа Сања Алексовска, магистар по педагошки науки, воедно и воспитувач, директно вклучена во воспитно-образовниот процес со децата, ги остварува директен контакт со нив воедно од градинката 13 ноември, општина Центар, Скопје. Фоника Станоева, педагог во основното училиште Блаже Конески, општина Аеродром, Скопје, и Наташа Мијат Крстевска, позната естрадна звезда, а воедно и родител на 2 малолетни деца. Добре дојдовте во студиото на телевизија Нова. Добро вечер. Добро вечер. Јас би почнала со децата од најрана возраст. Дали сметате дека изучувањето и зборувањето на странски јазик од најрана возраст е предност за децата или можеби пречка да се совлада мајчиниот јазик? Повели Ангела. Странските јазици може да се изучуваат природно и вештачки, односно може детето да расте во средина каде што едниот родител зборува еден јазик, а другиот родител зборува друг јазик, а може и да се изучуваат и во училиште или во други приватни установи. Меѓутоа, кога станува збор за таа двојазичност или билингвалност, многу е важно да се напомене дека доколку детето расте во средина каде што ќе се соочува, односно каде што ги слуша и двата јазика, многу е битно едниот родител да му зборува на јазик постојано, односно јазикот кој што го зборува, ако да речеме дека ако тој е македонски, треба постојано да го зборува тој јазик со него, а доколку другиот родител да речеме зборува албански или англиски, треба тој родител постојано да го зборува тој јазик. Со тоа би се превенирало од оскудност во двата јазика. А кога станува збор за изучување на странски јазик во школа или во некоја друга приватна установа, многу е важно да се има предвид когнитивниот развој на детето. Значи има некој генерален когнитивен развој и од периодот од 4 до 9 години центарот, односно централниот нервен систем и мозочната кора се малку попластични и тука децата имаат повеќе можност да изучуваат фонеми, да изучуваат синтаксата, а кога станува збор за семантика, тоа треба да се случува после 10-та година. Може популарен е англискиот јазик помеѓу децата. Да. Господја Алексовска, дали се соочувате, бидејќи имате директен контакт со децата, вие сте и воспитувач во градинката 13 ноември, но воедно и обучувач или предавач на обуките на проект кој го организира УНИЦЕФ за други воспитувачи. Дали имате воопшто, што кажува вашето искуство при разговор со децата? Ви се случува ли да им поставите прашање на македонски, а да добиете одговор на англиски јазик? Да, тоа е многу честа појава. Искрено, се повеќе децата од рана возраст, зборувам децата на возраст од 3 години па натаму, под влијание на таа современа технологија, под влијание на интернетот и игрите кои што ги играат секако на компјутер, многу често се случува да почнат да ги мешаат мајчиниот и странскиот јазик, и тоа се случува токму во еден сензитивен период каде што од 2-та до 3-та година детето вообичаено го формира говорот. Зборувам за мајчиниот јазик. Тука би се надоврзала на една мисла која што ја кажува Виготски во однос на изучувањето на странскиот јазик. Мајчиниот јазик детето го восприема несвесно, со сите негови убавини, со сета негова звучност. Додека странскиот јазик се изучува свесно и намерно. Не е лошо да научи детето странски јазик уште од рана возраст, но сепак мора да кажам дека без да го развие детето говорниот апарат, без да почне оние 300 збора кои што
ориентационо би требало детето да ги знае до крајот на втората година, бидејќи најголем дел од детскиот речник е составен од именки, без да почне правилно да формира правилни граматички реченици на својот мајчин јазик, не можеме да дозволиме детето да учи странски јазик додека прво не создаде основа на својот мајчин јазик. Господја Станоева, вие работите со деца на нешто поголема возраст, основно училишта, но од аспект на педагог. Кое е вашето мислење? Познато ни е во науката, посебно во педагогијата, дека учениците колку се помали, на помала возраст децата, полесно ги совладуваат јазиците. Меѓутоа, како што кажа и колешката, многу е битно основата прво да се добие од својот мајчин јазик. Треба да го негуваме прво мајчиниот јазик, се додека не согледаме дека учениците го совладале оној дел што е според нивната возраст. Денеска без јазик велат дека сте боси. Такво ни е општеството, таква ни е средината, интернетот, телевизиите, каблските телевизии. Убаво е да се знае јазикот, меѓутоа јас секогаш акцент ставам на македонскиот, на мајчиниот јазик. Учениците кај нас од прво деление веќе го изучуваат англискиот јазик со 2 часа неделно и тоа е убаво затоа што тоа веќе почнува преку игра. Оние говорните делови, граматичките делови продолжуваат во поголемите оделенија. Убаво е да се знаат колку повеќе јазици, поголемо е богатството за понатака, меѓутоа македонскиот јазик треба да има поголем примат и поголем акцент. Мијата, што покажува вашето искуство кога сте во прашање вашите деца? Не може да правиме паралела и во наше време. Ова време е сега време и треба со тие проблеми ние да влеземе во сршта на проблемите. Да ги држиме децата во изолација од што може повеќе англиски јазик, токму во тој период, од 2 до 4 најкритичниот, за после да не трошиме пари по логопеди, за после во прво деление да не биде 20% децата да не може да кажат 6 букви. Значи, тоа е сериозен проблем. Меѓутоа, вие медиумите не ни помагате. Како не разбирате дека пензионерите како го знаат македонскиот јазик? Нема што да ги синхронизирате сите турски серии. Цртаните треба да се синхронизираат. Значи, направете еден блок. Ако се знае дека дечињата се активни на телевизија до 7, до 8, дајте програма. Нека седат сите. И Пау Патрол, и Маша и Медо. Инвестирајте се сите тие глумачки екипи кои што ги плаќаме за синхронизација на турските серии, нека направат пола дел цртани, сериозна сум, па пола дел после 8:30 до 12 нека гледаат сите серии што сакаат нека прават. Знаеш, од една страна стално се као родителите виновни, родителите, ама ние не сваќаме дека немаме канал да му пуштиме на детето оно да гледа континуирано цртани на македонски јазик. Така. На YouTube немаме. И сега, ако работиме на проблемот, треба се опфатно да работиме. Токму така, и дали децата гледаат само телевизија и гледаат цртани на телевизија или можеби на таблет, на мобилен, тоа ќе го дискутираме нешто подоцна, бидејќи Мијата во повеќе наврати го спомена логопедот. Предлагам да слушнеме, ние консултиравме логопед по ова прашање, да ја слушнеме неговата изјава. Што мислат всушност логопедите? Дали изучувањето странски јазик во најрана возраст е предност или можеби пречка при совладувањето на мајчиниот јазик? Кога станува збор за развој на говор кај децата, треба да имаме предвид дека најдобро и најбезболно развивање на говорот би се случувало ако биде вклучен само мајчиниот јазик на почеток, затоа што во самиот развој ние не знаеме децата дали би имале проблем или не во текот на развивањето на говорот. Секој друг јазик што е внесен би представувало само дополнителна пречка и забавување на правилниот развој. Сега тука би ги кажала семејства кои што има двојазичност или од друга страна вклучувањето на цртани филмови, таблети, телефони каде што претежно се има друг јазик, најчесто англиски јазик. Сега, некој феномен е тоа што децата многу лесно прифаќаат друг јазик, а во суштина не ни разбираат дека станува збор за два различни јазици и кога има предиспозиција да се појави некој проблем, тогаш навистина се многу лесно се префрлаат на тој странски јазик и им прави проблем, а ако околината не е таква каде што е вклучен тој странски јазик, тогаш може навистина проблем да
направи, бидејќи тие немаат представа дека станува збор за два различни јазици. И Што кажува вашето искуство? Имаат ли проблем децата во совладување на мајчиниот јазик, токму од причина што се обкружени со англискиот? Знае да влијае лошо. Не секогаш точно само другиот јазик може да биде проблем и да не се развива добро мајчиниот јазик, меѓутоа знае да биде дополнителен проблем, сериозен проблем, внесувањето на друг јазик. Сега ние сме научени дека децата како деца многу полесно учат јазици отколку нас и да, навистина е така, тврдам дека е така, меѓутоа за полесно да се развие едниот јазик, мајчиниот, најдобро е прво да се внесува само мајчиниот јазик, после некое време, после 5-та година, 4-та година, кога веќе е добро совладан граматички мајчиниот јазик, тогаш нема проблем, може да се внесува друг јазик. И во градинките исто така има учење на странски јазик. Сметам дека и од искуство до сега се покажало дека баш тој начин не влијае лошо на совладување на јазикот, значи може да се работи, затоа што таму конкретно се работи на сликички, кратки, граматички добро оформени реченици на другиот јазик, значи нема проблем за тоа. Меѓутоа, телефоните, таблетите и на друг јазик вклучени цртани филмови, навистина знаат да пречат, особено кога има предиспозиција детето да направи некаков проблем. Сега, тоа што реков на почеток феномен, некое мое мислење е дека баш од телефоните, телевизорот, побрзо го прифаќаат другиот јазик, затоа што од другата страна нема осуда, нема неразбраност, нема критика, бидејќи кога разговара со жив човек, може да се случи да не биде разбрано детето, да биде поправано ако направи грешка, и тоа понекогаш ги фрустрира ако не можат да кажат поинаку. А од телевизорот само се има слушање и тоа си повторува без да разбира дека станува збор за два различни. Дали го делите мислењето со логопедот дека странски јазик треба да се изучува дури после 5-та година? Па да, Повелете. јас сметам дека е тоа дури и препорачливо и вообичаено децата во градинките англискиот јазик го изучуваат токму во големата група. И тоа на начин на кој што е интересен за децата, секогаш треба да биде низ игра, секогаш треба да биде, може и со дополнување на таблет или на нешто слично, предизвикува кај нив одредени стимулации, значи владеат со повеќето именки кои што ги учат и учат песнички, така на еден сликовит начин, убаво име. И морам да кажам дека во ова брзо време на развиток и на развиток на современата технологија, неминовно е децата фактички да знаат, да имаат основни познавања од англиски или некој друг јазик, пред се затоа што во училиштето веќе создаваат и сигурна основа и подлога за изучување на втори или трет јазик понатаму. Така. Господја Станоева, како педагог, што мислите вие? Дали е во ред да се изучува англискиот во градинките, затоа што во дел од градинките веќе се изучува, имаат часови децата по неколку пати во неделата? Се согласувам со изјавата на логопедот дека е после 5 години препорачливо да се учи вториот јазик, а исто така и со колешката, точно јас сега слушнав и од нејзе дека нели се учи во големата група, затоа што тогаш и дечињата се малку посозреани и бидејќи се што е малку порано, мислам дека ќе настане многу поголем проблем. Силено, да. Како што кажавме, тоа е неминовно, современото општество го бара тоа од нас. Меѓутоа, пак ќе кажам, акцентот треба да биде и во оделенската, односно во основното образование, повеќе ставено на мајчиниот јазик, како што и е, со 5 часа и 6 часа неделно застапен македонскиот јазик, меѓутоа веќе тоа е возраст каде што може и вториот јазик да почне да се учи, односно оној основен дел, да не биде тоа во поголем обем, за да може прво да се стекне една добра основа за правилно изразување и говор на мајчиниот јазик, а дури потоа
англискиот, францускиот или зависи кое училиште каков Така јазик да, и изучува. веќе и се очекува, и кај децата во големата група веќе го владеат мајчиниот јазик со оние основни цели кои што ги предвидува тој аспект на развојот. Точно, и тие години. Значи веќе имаат слика за и го доживуваат фактички мајчиниот јазик како свој, баш кај што со мултиетничките, нели, делови кои што ги изучуваме, правиме некоја споредба и паралела и со албанскиот јазик, и со турскиот, и со влашкиот, значи има теми кои што може да се допрат. Мијата не е предоцна после 5-та година да се изучува странскиот јазик? Не е придоцна. Јас личното моје искуство, значи сум почнала во 3-то деление, нели? Сум 81 годишно, наше време 3-то, 4-то деление се запишувавме на тие курсеви и мислам дека понатака, доколку родителите имаат можност да ги пуштат децата директно во активна мајчина говорна средина, дали се тоа кампови, дали е некоја 3-та година или 4-та негде на школување, доколку им е битно, што велат да почнеш да сонуваш на странски јазик, значи да се направат тие врски јазични во мозокот, тогаш е тоа најдобро. Едноставно го ставаш детето во средина да гори на странски јазик и нема подобар начин на изучување. А колку рано ќе се почне, пак ќе кажам, е секундарно во мојата глава доколку детето не го владее македонскиот јазик. Сме изгубиле поентата. Така. Што вели Ангела од Меѓаши? Дефинитивно се согласувам. Повторно ќе се надоврзам на она што кажав за пластичноста на центарот за говор. До 4-та година би требало да се создаде некоја здрава основа за мајчиниот во случајов македонски јазик. Меѓутоа секогаш тука мислам мене она што ме доаѓа сега на памет е дека има и случаи кои што нели не сите деца го изучуваат мајчиниот јазик како што треба до 4-та година, па што правиме тогаш со тие деца кои што се во групата и мораат заедно со другите деца да го изучуваат англискиот јазик, дали англискиот во случајов нели втор странски јазик. Дали тогаш и тие деца ќе бидат ставени во таа средина, па дали можеби со тоа ќе направиме поголема штета, а дали ќе имаме оскудни два јазика, односно фондот на зборови ќе биде оскуден. Мислам дека тоа се некои прашања кои што би требало да ги размислиме како луѓе кои што се бавиме со ова. Господја Алексовска го спомена таблетот, кој многу често го користат децата во денешно време. Го изгуби ли книгата приматот наспроти придобивките од современата технологија? Повелете. Па, не би рекла дека е така, иако кога станува збор за детската литература и за раниот детски развој, книгата секако дека е тука примарна и неприкосновена. Всушност, основите на мајчиниот јазик ги започнуваме токму преку книгите и преку оние сликовници кои што се соодветни за возраста на детето. Па така, аспектот јазик и комуникација фактички почнува од 0 години. Нели тој си има своји фази, како прелингвистичка фаза каде што детето гуга, каде што нели секогаш јазикот и говорот го поврзуваме со емоционалната состојба на детето, оној близок контакт на мајката и детето, експресивната улога на ликот на мајката додека му зборува и така натаму, и тогаш соодветно на тоа употребуваме сликовници кои што нудат, му возможуваат на детето на бебето да истражува фактички, да слуша звуци, да ги развива своите тактилни способности, па тоа се оние сликовници кои што се рапави, кои што им се мазни, па нели овозможуваме со помош на возрастниот, секако со помош на мајката, детето да почне да ја врти страна по страна, тие се вообичаено меки, шушкави и слично. Но тоа го правите во градинг? Да, но тоа би требало да почнат мајките да го прават, уште од првиот ден на раѓањето на своето дете. А кој е вашиот впечаток? Колку родителите одвојуваат време за своите деца и колку работат дома? Па знаете како, тоа е многу дискутабилно прашање и кај секој е тоа различно индивидуално, но генерален впечаток имам дека повеќе од родителите, без разлика од која социокултурна средина доаѓаат, многу малку имаат педагошка едукација во однос на тоа како да повлијаат правилно да го развијат мајчиниот јазик и малите деца. Имено бидејќи
е несвесна улогата на учењето на мајчиниот јазик и детето, соодветно на тоа и возрастниот би требало правилно секогаш да разговара со бебето, со детето од 2 до 3 години. Всушност, и воспитувачот така продолжува во градинка. Од самото влегување на детето во градинка, тој всушност треба да разговара со детето на начин на кој што постојано детето ќе стекнува нови зборови, ќе го збогатува својот детски речник, ќе ја слуша дикцијата на воспитувачот, на звучноста на неговиот говор и со тоа всушност вие му пренесувате на детето една матрица, една основа од каде што понатаму би требало да се развива мајчиниот јазик. Тоа е исто и со сликовниците. Соодветната примена на сликовниците и секако задолжителна. Кој е вашиот впечаток? Имаат ли учениците навика за читање и дали на некој начин книгата го изгуби приматот во однос на сите оние придобивки од современата технологија? Затоа што станува збор нели за основци во вашиот случај? Основци, така. Ќе повторам дека книгата нели ни е првото средство кое што ни е нас потребно за во образовниот систем. Од она што го гледаме на терен, точно дека има мала стагнација на литературата, односно употребата на книгата кај учениците, меѓутоа не зборувам за учебниците како наставно средство и не зборувам за онаа литература што е задолжителна, значи лектерните изданија. Сакам да кажам дека намалувањето се забележува кај оние книги кои што се интересни за ученици од таа возраст, зборувам од 6 до 14 години. Тука ние некаде се изгубивме кај учениците. Љубовта кон книгата се намалува затоа што се повеќе насочени кон технологијата. Знаете дека имаме и доста дигитални книги сега. Учениците има многу полесно тоа на таблет да го бараат на интернет, него да отидат во библиотеката и да ја земат книгата. Не велам глобално за сите ученици. Значи, имаме и ученици кои што се влюбеници во книгата. Сепак книгата е предмет кој што го држите и емоционално, емотивно се врзувате за предмет. Ние секогаш им посочуваме на учениците дека е многу поубаво да ја прочиташ книгата, да ја држиш во рака и како што велиме ние наставниците да патуваш со книгата, него тоа да го правиш дигитално или да уклучиш на интернет, да видиш што се зборува во таа книга и така. Знаете како акцентот мора да биде прво во семејството. Се согласувам со колешката и не само мајката, туку и родителите, зборувам таткото, мајката. Да, сите. Сите, целото семејство. Ние кога ќе му читаме на детето, барем 10 минути ќе одвоиме да му прочитаме нешто интересно од книгата, детето ќе развие таа љубов, а потоа ние како наставници, како педагози, воспитувачи, таа љубов ќе ја надоградуваме. Доколку го немаме тој сегмент во воспитниот дел, во семејството, веќе се соочуваме со проблем, опасно ние тука пак да ги мотивираме да успееме да ги навлечеме кон книгата, јас така велам. Мијата се согласувате дека родителите се тие што треба да им изградат навика на децата за читање? Да, се согласувам и мислам дека прашањето дали книгата го изгуби приматот, да, однос на придобивките од современата технологија. Дефинитивно го изгуби, затоа што тоа е како прашањето дали касетите го изгубија приматот од USB стикот. Значи, тоа е едноставно формат, не е битен. Не е битно дали ќе биде хард копи книга или јас од таблет ќе се уклучам на интернет и ќе му читам на детето. Значи, сижето е битно. Љубовта кон знаењето е битно. Дали детето тоа ќе го стекне преку мобилен, дали преку некои видеоматеријали, дали било што, дали како што викате, од дома ние ќе земеме и ќе им читаме приказни, дали биле тие од Ханс Кристијан Андерсен, од голема книга, или некој ќе најдеме нешто успут онлайн, не е битно. Битно е љубовта кон знаењето, да сакаат да знаат, да не е се, пошто кога ќе кажеме нели технолошки средства, одма мислиме негативно. Не мора да значи дека е негативно, не само игрици не се играат на технолошките средства, па пред се имаш Википедија цело време онлайн до тебе. Значи јас во секое време можам на сими ќе ме праша некое 10-то прашање, нели? Јас не го знам одговорот на прашањето. Чекај, тај да се уклучиме онлайн, ајде заедно да го побараме одговорот. Види колку коски сме имале кога сме се родиле, види после се губат, види, таа е бројката. Значи
начинот на истражување сега технолошки може е многу поинтересно за децата што може да учествуваат во стекнување на знаењето покрај родителите. Јас знам ми било интересно да ќе реше татко ми на времето, ајде во енциклопедија да бараме одговорот на прашањето. По таа буква врти, ама тоа е old school. Така, ние не може сега, баш имаше многу интересно видео. Морам ти кажам дека се спремав за дебатата, да си се гордееш, Го почитувам спремиле. Да, Со материјали. Значи јас најдов на едно многу интересно видео на интернет баш вчера. Имаше еден како адвокат за школството пред некој како врховни суди, кај што им вика: "Ај покажете ми, не знам, на Visual Aid, покажете ми, вика, кола од пред 100 години, покажуваат, покажете ми кола денешна, некој Ламборджини. Покажете ми телефон од пред 100 години, покажуваат, покажете ми денешен телефон или нешто технолошки. Ај се вика училница од пред 100 години и денешна училница. Нема разлика. Сега ние све правиме поинаку од пред еден век, меѓутоа во школството форматот сме толку инертни да го смениме и држиме, не сакаме да го смениме, а при тоа децата се во многу поинаква состојба и интелектуално, и емоционално, и не можеме да имаме исти очекувања и нели цело време да ги држиме технологијата како ѓавол, него дај да искористиме максимално технологијата во стимулирање на нивните когнитивни моќности. Не само јас, секакви. Така да ни е пријател технологијата, во таа смисла. А дали ќе биде книгата, како што рече Фоника, Kindle, па јас од тоа ќе се уклучам и ќе му читам сега, или ќе биде нели стара класичен формат на книга, бајка, па шарена, па он ќе му биде интересна да си па ќе се навлече, па ќе врти, па ќе сака книга да држи, тоа е само стил на како ќе решиме. Не спорно, во секој случај се согласувам дека содржината е пред се, нели? Не формата, туку содржината, но што ако во целта да стигнат до одредени знаења, веќе кога им нудите одредена литература или кога им читате, знаете точно, вие сте селектирали точно што им сервирате. Но што доколку гуглаат и бараат на интернет и најдат на некои содржини попатно, нели, кон кои првичната цел не им била да стигнат. Колкава е опасноста во тој случај? Да. Тука има многу голема опасност, особено виртуелниот свет, колку што нуди, колку што има своји предности, има и недостатоци. Баш би сакала да се надоврзам на мејата, баш ги спомна и видеоигрите. И во самите видеоигри има приказни. И во самите видеоигри има некаква содржина, некакво сюжет, се базираат на нешто. Па тука на детето му се создава еден огромен простор за креативност. Так. Значи, ја имаме книгата, нели, хард копи, меѓутоа имаме и, како што напомена, и електронски уреди, како што се Kindle, како што се Pocketbook, како што се e-book. И тоа не нужно значи дека детето мора да ги чита на таблети или си има и посебни уреди за тоа. Меѓутоа, би сакала силно да нагласам дека да, вистина е дека содржината е најбитна и дека дури не мора ни да биде книга вака. Хард копи, електронска верзија сега. Електронска верзија, па дури може и родителот сам да измисли приказна. Може да измисли приказната заедно со детето, да земаат и да ја напишат. Значи, тука се нуди има многу можности има еден голем креативен простор каде што и родителот и детето можат да се изразат. Меѓутоа, она што би сакала да нагласам е дека побитно во овој случај е онаа врска која што има детето со родителот. Значи, да, може да се истражува во енциклопедија заедно со татко ми, а можеме да истражуваме и на Википедија заедно со татко ми или со мајка ми или со баба или дедо ми, а не само турски серии да ги баба или дедо ми, така. Да. Има безброј можности, може да се направи сликовница, доколку може и родителот сам да ја направи сликовницата заедно со детето. Така. Сакам да кажам дека книгата како книга го има само името и форматот. Книга може да представува се она што до сега и јас и колешките го споменавме. Така, се додека истражуваат со родителите по надзор нели на возрастен, е во ред, меѓутоа во оној момент кога ќе почнат сами да истражуваат, а се почесто го прават тоа со мобилните, со таблетите, тогаш веќе се раѓа и опасноста. Ние консултиравме автор за детска литература, воедно и магистар по педагошки науки по ова прашање, колку би приматот книгата во однос на придобивките од современата технологија. Станува збор за магистар Елима Казлиева, па да ја слушнеме нејзината изјава. Книгата неколку пати, во неколку фази од развојот на современата технологија, книгата била потиснувана.
Но, иако тоа се случувало во периодите на развојот на таа технологија, книгата се уште го задржа својот примат. Затоа што, ако гледаме и ако мериме на предности и недостатоци, книгата има многу предности, а нула недостатоци во однос на современата технологија. За разлика од книгата, која што ја развива интелигенцијата, знаеме, го развива и го поврзува говорниот и пишаниот јазик, ја развива фантазијата кај децата, творечкото мислење и така натаму, книгата носи и своји има морални вредности и носи своји морални и хумани пораки до детето кои што се многу потребни во периодот на нивното растење. За разлика од книгата, пак современата технологија може, не мора велам, но може да понуди содржини кои што не носат хумани пораки и немаат морални вредности, затоа што содржините кои што се нудат на интернет можат да влијаат негативно врз развојот на децата од различни аспекти. Да не зборувам од здравствен аспект, затоа што прво децата добиваат зависност, како и ние возрастните нормално стекнуваме една зависност од интернетот и од новата технологија. Тоа што не е добро. Второ, поминуваат добар дел од своето слободно време пред телевизор или пред компјутер или со мобилен, нели кажавме. Во светски размери научниците и педагозите, светските педагози предвидуваат дека не треба повеќе од 1 час во денот, односно во 24 часа, не треба повеќе од 1 час да се задржува детето на интернет или на телевизија или со мобилниот во рака заради штетното зрачење, кое што е многу повеќе штетно за децата отколку за возрастните. И тука веќе го гледаме онај здравствен проблем кој што може да се јави. Вториот аспект е педагошко-психолошкиот, нели, кога зборуваме за нудење на содржини кои што не ги има во книгите кои што се наменети секако за децата, а тоа е што интернетот може да понуди најразлични агресивни содржини и да ја развива агресивната тенденција кај децата, потоа може да понуди најразлични експлицитни сексуални сцени кои што не се за возраста на децата соодветни, нели, може да понуди најразлични убиства, тепање и други работи кои што ние, педагозите, не ги препорачуваме да како содржини, како информации за детската возраст. Токму затоа велам, значи интернетот и новата технологија има многу предности, затоа што дава широк спектар на информации, но може да има и многу недостатоци, особено, нели, зборувам за детската возраст, затоа што тие недостатоци влијаат негативно. Колку може да ја контролираат родителите употребата на придобивките од современата технологија од страна на децата? Ве прашувам, и тоа е моето следно прашање, повелете. Еве, јас бидејќи сум нели со малце поголеми деца во училиштево, може да ја контролираат, меѓутоа и ние како родители некогаш правиме нели нормално грешки. Денеска учениците, ако ги погледнете сите околу себе си, никој нема обичен мобилен телефон, туку сите имаат паметни телефони. Сите имаат таблети. Така, дури како да постои надпревар помеѓу така, надпревар да постои кој ќе има подобра, посовремена техника во себе си. И сите имаат неограничен интернет на своите мобилни телефони. Значи, додека кај нас во училиштата одредени страници се блокирани, учениците не можат да влезат преку училишниот интернет и да гледаат нешто што не е за нивната возраст, тие во себе носат апарати во кои што имаат неограничен интернет. Значи, јас ја наоѓам прво грешката во нас, возрастните, а потоа во децата. Тие се деца, љубопитни. И нормално дека ќе сакаат да видат нешто што е забрането. Зошто велат забрането? Тоа е поинтересно. Кога нешто му браниме на детето, тоа го прави спротивното. Ќе сака да го погледне баш тоа што е забрането. Отворениот разговор со децата, со учениците е многу битен. Значи, секое дете, ние сме свесни дека ќе прочита нешто што не е за негова возраст. Така, има пристап до секакви содржини. Меѓутоа, тоа не треба да биде табу тема. Отворен разговор со родителот и она што го прочитало детето. Родителот треба да го објасни, за да може ученикот, детето да го свати.
зашто се работи дека тоа не е за негова возраст, меѓутоа да му се каже вистината, да не се пробува веднаш, тоа не смееш да го отвараш, тоа е забрането за тебе. Верувајте, се создава еден контраефект. Реално, децата... Се што е забрането за нив е интересно. Интересно, точно. Можеме да ги заштитиме децата, меѓутоа и не можеме. Јас така велам. Не можеме затоа што децата одат на училиште, се дружат, па ќе слушнат нешто друго од другарчиња, ќе сака да прочита. Отворениот разговор е најбитен и најзначаен и да му се посочи на детето какви проблеми може да настанат од сето тоа, што е добро, што е позитивно, што е негативно. Само на тој начин можеме да ги заштитиме. Ангела, на кој начин можат да ги контролираат родителите децата? Колку можат да користат интернет и воопшто сите овие средства? Не би рекла контролираат. Контрола ми е некако прејак збор. Кога се работи за врска помеѓу родител и дете, не би рекла дека контролата е најздравото нешто. Добро. Меѓутоа, има некои практични работи кои што може да се направат. Доколку има еден компјутер во домот, би било во компјутерот да биде ставен на видно место, односно да речеме во дневната, Да им биде достапен во секое време. Да им биде достапен, да, убаво би било да се има распоред, доколку има повеќе деца во куќата, да речеме дека еден час тоа дете може да седи на компјутер. И секако нели да има надзор, меѓутоа да не биде во вид на контрола, да биде избалансирано, како што и напомена господјата Фоник. Најбитен е разговорот, односно во сите случаи најбитна е искреноста која што детето има со родителот. Доколку детето најде на некаква содржина која што е несоодветно, да, нормално е дека ќе го примаме и дека ќе сака да го прочитаме, меѓутоа многу е важно да се чувствува слободен дека тоа може да го сподели со родителот, а при тоа да знае дека нема да биде брутално казнет за тоа. Знаете, некои деца имаат страф од родителите дека можеби физички ќе бидат казнети или па навредени или психички малтретирани. Битно е да се знае дека во секој момент детето може да му се обрати на родителот и да каже: мамо, тато, вака и вака, најдов на ова, сакам да дознавам повеќе за тоа. И тука всушност и претходно треба да се има некаква добра основа за врска и меѓутоа и во такви моменти се гради врска помеѓу детето и родителот. Така што поставување на компјутерот на некое видно место е прилично практично, меѓутоа да, сите деца имаат смартфони, сите деца имаат паметни телефони. Потребно е, во 21 век би рекла дека е потребно децата да имаат телефони со нив. Се движат насекаде, според мене лично сметам дека градов, општо и светот стана малку поопасно место за движење, така што добро е секогаш децата да имаат телефон со нив. Затоа многу добро го кажавте тоа, децата можеме да ги заштитиме, ама и не можеме да ги заштитиме. Реалноста. Така. Сепак се зависи до родителот. Јас повторно ќе кажам, значи не можеме да кажеме нешто околу контролата за користење интернет кај деца до 6 години, бидејќи сепак родителот е најодговорен за тоа колку детето ќе седи пред лаптоп. И сега, доколку родителот му понуди соодветна содржина, некоја едукативна компјутерска игра или слично, половина час седење, треба да биде 1 час потоа активно вежбање. Значи, тој баланс мора да постои, се со цел да се избегнат оние тешки последици кои што се јавуваат потоа во училишниот период, а тоа е дебелината кај децата, тоа е предолго седење пред компјутер, искривување на рбетниот столб и слично. Значи, јас разбирам во брзата трка денешна во која што живеат современите родители, многу често се случува и да ги заборавиме децата нели пред компјутер, додека се помали, се со цел да бидат мирни, се со цел да можеме да се одмориме и слично, но тоа многу лошо делува на децата до 6 годишна возраст. Правилна употреба на интернет и се ќе биде во ред. Мијата, дали вие им дозволувате на вашите деца да останат подолго пред компјутер, со лаптоп, мобилен? Јас ние на работа во контрола лите имаме обавезен лекарски преглед и меѓу другото и очен доктор преглед на очи. Баш пред 2 години со докторот што ме прегледува, вика, порано се знаеше растечка миопија, тоа е минус диоптер, дека се стигнува во пубертет,
после известно време доаѓа до стагнација и може да се намали, и после кога ќе почне плюс диоптерот, малку тука се поништуваат и во суштина луѓе кои што се кратковиди, односно со минус диоптер, на стари години подобро гледаат. Меѓутоа, вика, откако има таблети и телефони, гледам случаи на луѓе во постара доба веќе, кај што растењето на минус диоптер воопшто не е медицински оправдано, се повеќе луѓето да имаат минус диоптер. И вика зашто? Затоа што окото е полно како со разни зум апарати. Значи, оно цело време прави и вика ти кога го ставаш во една ситуација на флетне, значи на права рамнина, тие зумирачки механизми воопшто не функционираат. Значи, цело време го држиш окото и само оно пред и толку. И почнува сега да го фаќа мрзеливост. И не само кај деца во развој, значи веќе и кај возрастни луѓе, дека окото ако не го користи зум, технолошкиот дел од себе си, цело време да прави, значи затоа викаат, нели, најдобар одмор за окото е да гледа во бескрајност, да. Тоа го знаеме. Меѓутоа, доколку родителите би го знаеле ова, и сега ти вика, ти го ставаш детето во една ситуација, кај што 2 часа минимум или повеќе, го ставаш во една ситуација окото со гарант да му го направиш 50% активно. Да. Значи инвестираш во неговата ќорост. И сега ќе се подзамислиш. Значи не е само до содржината, него и самиот момент. Јас од кога го разбрав ова, значи ја не го знаев 2 години, пред 2 години ми го кажа. Тргање, ма какви таблети, дури викаше докторот, добро е телевизија да се гледа. Значи, веќе сме во таква ситуација каде што телевизорот ни е пријател, таа далечината од 4 метри е, на конј сме. Каков ти таблет, каков ти телефон, значи ти имаш растојание од 30 сантиметри, го правиш окото ништо. Значи, правиш една паразитност, една ништо состојба на самите очи. Сега, јас како родител, кога сум го дознала тоа, исклучивме све. Меѓутоа, пак доаѓаме до она со кој што тија почна емисијата. Времето. Јас како родител, нели, најлесно е ти пушти го и гледај. Така е. Меѓутоа, за да се инвестира во тоа дете, ако не сум јас способна, ќе го пуштам на спорт. Ако не сум инвентивна, ќе го запишам во секција кај што некој ќе се бави со тоа. Меѓутоа, јас морам, чим сум се фатила на орото да имам деца, морам да инвестирам во тие деца да станат што подобри луѓе. Не можам да направам издеформирани ќори со рамни табани, неспособни во општеството, зашто ги раѓав. Така да родителите, јас пак се враќам во оној период трудни кога бевме, има разни курсеви за безболен пораѓај, за ова, за дишење, за ова. Може би треба општеството наше да внесе и некои обавезителни часови за што после. Како кратко си жие што се очекува од тебе како родител. Ти си првиот ментор на тоа дете. Не ти се тебе криви Кембридж програма или школото. Ти дома што направи. Би сакала да се надоврзам на ова што го зборувавме, колку треба да влие родителот кога се користи интернетот. Да бидеме реални сите овдека, Фејсбукот знаеме дека е забранет за возраст под 18 години. Сега по 13, меѓутоа што се случува кај нас? Значи родителот му отвара Фејсбук профил и самиот му внесува дата на раѓање постара од тоа што е детето. Значи јас разбирам дека е такво општеството и децата комуницираат помеѓу себе, ама пак ќе кажам, грешката е во нас возрастните. Значи ние го правиме тој прв чекор и ги внесуваме во тој свет. И ако немаме контрола, ние веќе како родители губиме контролата врз децата. Децата влегуваат во тој виртуелен свет и недостатоците ги гледаме на терен. И при тоа сето тоа како може да влие на безбедноста на детето? Тука е уште поголемо прашањето за кој што ние многу често го комуницираме со родителите, со колегите на работа. Значи, безбедноста е на многу ниско ниво, бидејќи од сите страни видиме нешто што е за детето интересно на интернет, а ние знаеме дека е навистина загрижувачко. Вие знаете колку имаме, нели, колку има педофилија во светот преку интернет, колку имаме привлекување на деца, не дај Боже, трговија со деца, со органи, така натака, порнографијата исто. Тоа е тоа што си го прави овој современ свет, а ќе кажам пак ние сами сме ги вовлекле децата во. И затоа мислам и Ангела тоа што кажа, најголема инвестиција ние како родители може во оној однос на искреност да може детето во секое време слободно да сподели. И ако знае дека е грешка тоа што направил,
или направила, дека родителот нема да го казни за тоа после дете да биде инхибирано и да се изгуби таа искреност во комуникација. Не може ние да сме ангел чувари 24 часа. Тоа е точно. Али слободата да нема може тајна после да ти изразување, каже, да се размисли, ова се случи, па ние знаеме имаше сексуален чин врз дете неодамна кој што детето после сподели. Пошто колку има илјадници деца кои што немале храброст да кажат. Така, тоа Значи, тоа е многу битно. Значи, децата да им се посочи што треба да внесуваат и кои податоци, што да објавуваат на тој интернет, како да комуницираат, бидејќи тоа е многу исто битно. До каде може да отидат со таа комуникација? Подготвени се децата да споделат, Ангела, како координатор на исследувањето? Пред да одговорам на тоа прашање, би сакала една сума да направам од разговорот кој што го имаме моментално за тоа како родителите треба да ги научат, родителите треба да им кажат да не се дебелеат, нели да не седат, сето тоа. Меѓутоа, оно што е многу побитно од разговорот е пример колку јас како родител не постирам содржини на Facebook, Така. кои што Не се опасни или се несоодветни. Така е. Колку јас како родител постирам слики од моето дете на плажа. Така. Точно. Јас имам милиарда профили каде што родителите на профайл пикчер, односно на Така. профилната фотографија имаат слики од своето своите дете деца, на плажа. Само од детето. Така. И не, Facebook не за џабе ги има тие правила. Не сме да има дете по 13 години профил на Facebook. Токму сакав тоа, го имав спремно да го кажам, особено за социјалната мрежа Facebook. Значи, не треба ти само да му го зборуваш тоа на детето, треба да му покажеш. Личниот пример е... Личниот пример. битен. Кои податоци ја ги ставам на Facebook? Така. Какви слики објавувам? А децата се помалку и помалку охрабрени да пријавуваат. Меѓутоа, кога ќе се случи некаков настан во јавноста, еве конкретно да го земе примерот за сексуалниот чин, од тогаш на исследувањата мислам дека секоја недела има барем по еден случај кој што се пријавува. Што е навистина алармантно. Што е навистина алармантно. И тоа само го потврдува фактот дека колку од децата се спремни да кажат прво на родителите, а потоа и на други. Да. При разговор со овие деца, што велат? Дали вие сте првите кои дознавате за случајот или сепак разговарале со своите родители? Најчесто не се децата кои што го пријавуваат случајот. Најчесто се блиски роднини и блиски луѓе. Некогаш се случува да бидеме ние први кои што ќе го дознаеме тоа, некогаш не. Меѓутоа, поентата ми беше дека се повеќе и повеќе се охрабруваат да зборуваат во однос на таа тема. Така. Повелете. Господја Алексовска, како воспитувач во градинка, смее ли било кој без да е најавено претходно да го земе детето од градинка, освен родителите негови, и што во случај доколку се разведени родителите? Кој смее, кој не смее да го зема? Да, една специфична тема која што навистина е доста присутна во институцијата градинка. Секако дека не смее било кој детето да го земе без претходна најава на родител. Така е принципот на работа на сите градинки во Република Македонија, значи без претходна најава на родител не може ниту бабата да го земе детето ако не ја познаваме, нели, како воспитувачи. Значи, секогаш се практикува кога родителите планираат да ги доверат своите деца на даделки на баби, најнапред да ги донесат, да ги видиме кои се, да остават телефонски број, па да ги контактираме. Но имало ситуации, например, каде што нели доаѓате во момент каде што војко некој ќе се појави, а мајката не била во можност да јави или пак заборавила со таткото, нели се договарале кој да се јави, непредвидено. Секогаш ја гледаме реакцијата на детето. Значи, таа е број 1. Без следење на реакцијата на детето со возрастниот со кој што доаѓа да го земе, значи не смееме да дадеме дете. Кога станува збор за разводите, за разведените родители или пак родители кои што не живеат во брачна заедница, има често ситуации на
на тоа кој требаше да дојде да го земе детето, па требаше таткото, требаше мајката, има такви ситуации. Најчесто тие ситуации се решаваат со тоа што родителите претходно, кои што се разведени или пак не живеат во брачна заедница, кажуваат кој треба да дојде детето да го земе или пак доставуваат решение од Центарот за социјални грижи, каде што јасно е наведено во кој ден, во колку часот треба да дојде таткото или мајката да го земе детето. И секако со претходна најава кај родителот кој што е старател фактички на детето, кој што го чува, секако и тој најавува. Така да околу тоа немаме некои посебни проблеми. Безбедноста на децата во градинките е на многу високо ниво во Република Македонија и се радувам поради тоа што е така. Мејата, бидејќи ја спомнавме педофилијата, дали треба воопшто да постојат казни за педофилите и какви? Кај ме најдеме за ова прашање. Многу треба рестриктивни казни, дури не знам, не можам да смислам како може психички да го казнам таков човек. Значи, не можам да осмислам, да влезам во апаратот за да можам да смислам таков човек или жена, не е битно, што би представувало казна за таков лик. Така. Дури не знам, ми е жал за сите што биле дел од такво сценарио во животот. Многу длабоко сочувствувам за тоа што тоа е еден маркер кој што многу тешко се надминува. Дури и дето да го сподели, не знаеш дали е подобро да го сподели или да не го сподели. Ако го сподели е преголем срам за семејството, после се означува семејството, значи ние сме една мала средина. Ако не го сподели, ќе потоне психички, никој не сваќа што е со детето, што беше фино дете, одеднаш се смени, значи не знам педофилот како да му смислиме казна за он да помине низ таа психолошка состојба. Дали и самото тоа што е веќе педофил е на некој начин казна, таа психолошка девијација, меѓутоа мора да се казна. Сега не знам дали затворската мерка, па може у затворениците да помогнат некако, ќе видиме. Ама за сериозно стварно немам капацитет за да го осмислам тоа. Дека треба да биде казнен, дека треба, можеби јавното обелоденување на тој човек би бил некако најголемиот срам. Или да седи па сите да го плукаат едно 2 недели закачен негде да не знам, не затоа што нели која сум јас да кажам, меѓутоа кој е тој да оштетува млади луѓе? Кој е тој да прави таков злостор на тие индивидуи кои што прашање е дали ќе се развијат некогаш да бидат 100% потенцијалот тоа што се родиле да бидат. Таа е една состојба која што не му посакувам на непријател да има дете кое што е оштетено така, а не па наблизу. Ангела, како представник од детската амбасада Меѓаше, што мислиш по ова прашање? Треба ли да постојат санкции за педофилите? Не само детето е обележано, туку и целото семејство. Во февруари 2014 година беа објавени измените во кривичниот законник и со тоа се воведоа неколку мерки измени. Едната од нив беше задолжителна хемиска кастрација на педофилите, ама педофили кои што се повратници, односно оние педофили кои што повтор пат го прават злоделот. Продолжуваат со злосторствата, така. Да. Хемиската кастрација, според сознанијата на детската амбасада Меѓеше, засега не е изречена таа мерка. Меѓутоа постои како опција за доброволно да се хемиски кастрираат педофилите и со тоа им се намалува на половина затворската казна, меѓутоа никој не се нафатил исто така на тоа. Хемиската кастрација е во форма на вакцина која што се прима на 3 до 6 месеци и со тоа го намалува либидото и нагонот. Така. Сметам дека досега тоа е можеби една од најголемите казни кои што, односно најголемите казни и мерки кои што биле воведени во кривичниот законник по однос на тоа прашање. Исто така и изголемена е максималната затворска казна. Може да постои исто така и доживотен затвор за педофили кои што извршиле тешка сексуална злоупотреба, а во однос на обележување на педофилите и во однос на тоа да бидат јавно експонирани, имаме регистар на педофили. Така.
Регистар на педофили.мк ми се чини дека е страната и таму се сите со лице, со име, со презиме, со податоци. Така. Ајде да го слушнеме мислењето на педагозите, што мислат дали треба да се обелодени вистината од страна на жртвите на вакви злосторства. Повелете. Да ви кажам, и кога ги разгледував прашањата, кога дојдов до тоа прашање, секако дека предизвикува голема потешкотија, особено ако сте професионалец и ако се грижите за развојот на децата. Значи, навистина не можам да го разберам тој склоп на тие луѓе. Пред се ја наоѓам грижата на општеството воопшто. Се запрашувам повеќе на глобално ниво зошто мора да постојат такви луѓе, кои што навистина можат енормно голема болка да нанесат на детскиот живот со трајни последици, животот на нивните родители и на поширокото семејство. Не би знала да знам каква казна би била за тие луѓе. Да, се согласувам со Ангела, јавна осуда, да се знаат кои се, но мора да знаеме дека има многу потенцијални педофили, кои што може би се во обид да направат атак врз некое дете, нели? Така да, исто така се плашам и од тие луѓе и навистина не би знаела што би можело за таквите да се направи. А од педагошки аспект, дали треба да се обелодени вистината од страна на децата кои биле жртви нели на вакво злосторство? Мислите... Треба ли да кажат? Секако дека треба да кажат и секако дека треба да бидат слободни во комуникацијата со родителите, првенствено, нели, ако е женско дете со мајката, машко дете со таткото и обратно, не е независно кој како е. Со кој се чувствува послободен, родителите треба да ја мотивираат и потикнуваат таа комуникација. Секако дека влијание има сексуалното образование и воспитание како табу тема. Значи, сметам дека треба повторно да се зборува за сето тоа и за сите оние можни последици, каде што децата би се впуштиле прерано во односи со партнери, своји врсници или постари луѓе, секако контрола на излезот на децата и понатаму кога се повозрасни и кога се средно училиште, отворената комуникација е пресудна за се, а таа се создава само кога е детето се уште на рана возраст. Разговаравме, значи, мотото на УНИЦЕФ, канцеларијата на УНИЦЕФ во Македонија е секако првите 5 се најважни на свет. Знаеме дека карактерот на детето се формира до 3-та, до 7-та година и тука фактички родителите треба да посветат најголемо внимание во однос на создавање на отворена комуникација. И таа да се негува понатаму секако. Доколку ми дозволите, само би се наврзала на кратко на оваа тема. Да, децата треба да кажат, дефинитивно. Најпрво треба да кажат на оние кои што се чувствуваат многу блиски. Примерно, ако е тоа родителот или бабата или чичкото или сестрата, не знам кој да е, полнолетно лице. Меѓутоа има многу голема опасност од дополнителна виктимизација на детето. Значи, со самото тоа што детето повеќе пати го прераскажува случајот, тоа повторно се сеќава на сето она ништо кое што прошло и повторно се травматизира. Го доживува истото. Го доживува истото. Затоа е многу важно, има посебна процедура. Многу е важно да се детето да каже тоа на еден човек и потоа тој човек да лобира во институции, во јавно обвинителство. И во јавно обвинителство, посебен јавен обвинител, во соба која што е соодветна за возраста на детето, да разговара за тоа и тука да се затвори разговорот, односно тука да се затвори дополнителната виктимизација и травматизација на детето. Името на детето треба да се обелоденува, да се знае во јавност или не? Не, воопшто. Дури само да се надоврзам, многу правиме муавет за случаи на педофилија врз деца кои што може да го искомуницираат, па прашањето дали ќе или не. Но што е со деца кои што не се ни свесни што им се случува? Значи, збориме во наводници, вистинските педофили прават така врз возраст која што е до под 5 години. Така. Значи, дечињата уз игра најчесто се злоупотребени од лице од доверба. Да. Значи, тоа е и самото дете не е ни свесно што му се случува во моментот, нити па е свесно дека е тоа срамно.
Значи, тука зборуваме баш дека се гради карактерот, му се случува нешто, нема појма што му се случува детето, без разлика пол, машки, женски, тие подеднакво од ранна возраст се жртви децата. И затоа и преходното прашање каква казна за тие луѓе стварно не е. Пак многу е полесно, ние сме на површина излегуваме кога тоа дете може да искомуницира. Па дали ќе биде со родител, дали ќе биде со баба, дедо. Чим може да комуницира, обавезно да сподели. Па нели повторно тоа враќањето на градење доверба. Ама што е како да ги заштитиме децата кои што се до се не збориме пред малку дали знае македонски да говори течно, а му се случува нешто што нема појма што му се случува. Не, и да не зборува кога се децата злоставувани до 6-та година, вообичаено тоа го изразуваат преку нивното однесување. Цртежот како терапија е број 1. Однесувањето, значи приметувате дека има видна разлика од некој претходен период, знаете дека нешто се случува. Дури многу често родителите сакајќи да ги прикријат нели своите семени, фамилиарни, брачни проблеми дома, се случува да ви кажуваат сосема нешто друго, трето, само за да ја прикријат вистинската слика на променетото однесување на детето. И сега вие запаѓате во замка, значи како воспитувач, како педагог, лесно можете да западнете во замка, да дојде да ви каже моето дете е злоставувано, а всушност да има некоја друга позадина на нарушени семени брачни односи. Или има деца кои што се и се што може да видат дома. Така да е тоа многу комплексно прашање кое што бара, предпоставувам, проценка на однесувањето од повеќе стручни профили, за да се донесе една одлука. Што и како да се направи. Само до минатата година беа регистрирани повеќе од 100 случаи на клиника на деца влезени пред време во пубертет. Што мислите, која е причината за ваквата појава во денешно време? Ова е како еден од проблемите кои би ги издвоила. Деца кои се соочуваат или со ваков проблем. Така, ние забележуваме во основните училишта дека границата на развојот кај учениците е намалена. Знаете како, јас не сум стручник да речам од таа област, меѓутоа мислам дека најмногу храната има влијание врз овој преран развој. Така, децата порано созреваат. Меѓутоа, оние пак реакции на нивното тело што се појавуваат, сепак мислам дека тоа е од храната. Внесување на премногу хормони, знаеме сега, слушаме и по телевизија што се случува. И како мислам дека тука е најголемиот проблем. Јас можам да зборувам од мојот педагошки аспект, ова кога се работи веќе за малку по-суптилна тема, каде што е нели повеќе од здравствениот дел, од медицинскиот, не би можела, не би сакала да кажам нешто што не е во мојата област, меѓутоа според мене лично, мислам дека храната е оној проблем кој што ги создава овие хормонални изместувања, се намали таа граница, навлегување на децата во пубертет, самото однесување на децата, се е некако забрзано. Дали воопшто во вашето училиште можете да забележите деца кои се пред време? Дали сте се соочиле со таков проблем од ваше искуства? Значи можам да кажам дека имаме дечиња кои што веќе на 9 годишна возраст влезени во тој ран пубертет, нас тоа ни го посочуваат веднаш медицинските лица, бидејќи нели децата се задолжени на систематски прегледи, веднаш ни известуваат писмено каде е забележено дека децата се влезени во тој ран пубертет, ние се консултираме со нивните родители и потоа нели тие одат на клиника, каде што од медицински аспект може да се утврди зошто е тоа така и како. Меѓутоа верувајте дека забележуваме кај момчињата е помал процентот, меѓутоа кај девојчињата е многу поголем процентот на рано влегување во пубертет. Ангела, ве контактирале воопшто деца со ваков проблем? За сега, додека сум јас на таа позиција, не. Она што би можела да кажам од некоја моја позадина професионална е дека повторно ќе се вратам на интернетот. Имаме преголема изложеност на содржини кои што и не се соодветни, меѓутоа, не се соодветни за нивната возраст. Па затоа и сметам дека и самата изложеност и самото размислување на тоа, можеби не само физички, психолошки се стимулира и ги тераат малку побрзо да созреат. Зборувам конкретно во случајов за сексуални содржини.
Во градинките веќе има и режим на исхрана, како треба да се исхрануваат децата од најрана возраст. Благодарение Значи се преземаат мерки, нели? Така, се презема, имавме едно движење, убаво движење за промена на менито на исхрана кај децата во предучилишниот период и секако Министерството за труд и социјална политика успеа да создаде едно универзално мени за исхрана во сите градинки во Република Македонија, да ги утврди точните намирници кои што би требало да се употребуваат во подготовка на исхрана, па благодарение на Министерството, нели, сепак се допринесе да се создаде едно мени каде што ќе бидат застапени житериците, млекото, јогуртот, млечните производи, останати и така натаму. Ако ми дозволите, само да се надоврзам на колешката, истото такво мени нутритивно и во основните училишта внесено. Зборувам лично за општина Аеродрома, знаме дека е и така. Правилник има за исхрана, издаден од Министерството за здравство. Меѓутоа, не знам колку ќе се согласите со мене, имаме и реакција од родители кои што велат моето дете тоа не може да го јаде. Па тоа не е вкусно, па не сака да јаде и така. Да, но тоа е вообичаено, родителите се тие во градинките кои што преферираат брза храна, кои што дајте му нешто друго, може би да јаде. Да, ако не го сака да ги јаде, така, ако не сака житариците нешто друго. Имавме проблем, да, вистина, имавме проблем во однос на консумација на житариците, но знаете како, помина период. Помина период од година-две, како се применува тој начин на исхрана и децата пак сега се навикнаа. Сега пак тие ги тераат своите родители дома, купи ми тоа што го јадам во градинка. Бенефитот е многу големо таа здрава исхрана. Мијата, колку внимавате вие при исхраната на вашите деца? Јас поминав низ еден многу тежок личен квест на автоимуно заболување. Се вика Хашимото. Тоа е автоимун тироидит, кај што си ја само уништуваш тироидната жлезда. И како и друго автоимуно заболување, значи бара многу откажувања во различни сфери на исхраната. Зашто го споделувам ова? Затоа што морајќи заради себе лично поминав низ период на истражување за да сватам што е тоа кое што го иницира, пошто ние сите имаме нели различните генетски предиспозиции, него зошто токму тоа да биде активирано. Дали од вакцина, дали од заболување, дали од бактериско, вирусно овоно, верували или не, дојдов до одговорот кој што се сведува на глутен. Глутенот, кој што во изминатите 20 години е од американско семе житарка, е многу поагресивен и затоа тој моабет кој што го имаме ние, па и пред 20 години леп се јадеше, па не бевме дебели, зашо сме сега поинаку дебели, е токму тоа одговорот. Агресивноста на тој глутен во општо брашно, значи, нели? Толку тригерува автоимуни заболувања, например, витилиго е глутен сензитивити дизиз, како што го нарекуваат, мултиплекс склероза, сите на тироидна, како и полицистични јајници и преран пубертет. Значи, тие деца кои што влегуваат во преран пубертет, тие едноставно се само нетолерантни на глутен, а они него не знаат. И сега, кога ти го внесуваш алергенот секојдневно, не можеш да се изолираш, тоа после нели повлекува ланчана реакција. Сега, јас пуштив дете во прво оделение. И тебе ти доаѓа менито од специјал, кај што секој ден јас прашувам, како да го изолирам моето дете кој што знам дека генетски го носи во себе. Сега тоа е машко, меѓутоа девојчето 100% ќе има активација на Хашимото, значи не можам да ја заштитам од глутенот, затоа што јас морам да имам помош, не само јас, нели има што можам јас за државата, не е битно што државата само не е дај што ќе прават, него што можам јас. Еве јас дојдов на оваа дебата за да го споделам тоа. Значи вие како установи морате да помогнете и ве пофалувам што помагате во изградба на тоа мени. Јас исто го приметив, например, од градинка во градинка. Децата прво беа во една градинка, после мигрира во друга и те како имаше промена во менито. Например, во втората подебели деца. Меѓутоа на менито пишува леп и мачканица, леп и манџа, леп и не знам што. Вторник, леп и Јас го гледам менито, не ми се верува. Значи, ние не го знаеме нашиот непријател. Ја не викам дека наш Жито Лукс ни е крив или специјал ни е крив. Меѓутоа, многу достапноста на
млечните ресторани, наједноставно е купи геврек или јогурт, а меѓутоа кога постојано го внесуваш отровот, тоа повлекува после други медицински проблеми. Така е. Нова прашање дали исхраната влијае на тоа децата да влизат пред време по пубертет, одговор побарахме од нутриционистката Тања Турунџиева. Слушнете што ни одговори. Целона индустријска храна, особено оние продукти кои што во себе содржат додатоци, како и одредени хормони, придонесуваат да децата немаат нормален развој, туку пред време влегуваат во пубертет. А добро знаеме дека храната може да им наштети и не само на имунолошкиот систем, туку и да направи хормонален дисбаланс во организмот и да придонесе да тоа дете не се развива во нормала и нема нормален период кога треба се постапно да си оди поред. Многу е важно родителите, ако и било какви промени приметат, задолжително да побараат помош од ендокринолог или пак од нутриционист кој што ќе придонесе да се реши тој проблем кој што се јавува кај самите деца. Велам дека секогаш родителите се тие кои што ја даваат основната база и основната навика на детето кон самата исхрана и треба да се почитуваат основните правила дека некои нутритиви, колку и детето да посакува да ги внесува, мора да бидат изоставени од исхраната. Секогаш да се трудиме да има присуство на сите основни елементи во нивната исхрана, односно да биде застапен подеднако внесот на протеините, јаглехидратите, житарките, свежото овошје, свежите зеленчуци кои што се сезонски во моментот, да се вратиме на традиционалната македонска кујна, а воедно да се потрудиме да на детето им внесуваме природни напитоци од природно исцедени сокови и вода. Се во една урамнотеженост нема да доведе до дисбалансирани функции и добро и најважно и пред се е секој нутритив кој што ќе го купиме, добро да го провериме што во себе содржи во нивниот состав кој што може да придонесе и како да се рефлектира на здравјето на детето. Секогаш едукацијата треба да започнува од најмалите нозе, уште од најмалата возраст да ги едуцираме децата кон здравата исхрана и да се трудиме да сите тие оброци бидат здрави и правилно искомбинирани. Бидејќи со самите внесување на тие нутритиви, не сакајќи му правиме лошо на нашето дете. Мене ми преостанува да ви се заблагодарам што прифативте да бидете гости во отвореното студио на телевизија Нова. Ова е навистина широка тема и би рекла дека секое прашање заслужува посебна емисија, но во секој случај мислам дека генерално оние неголеми проблеми успеавме да ги опфатиме. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам вас.